Вештачката интелигенција е иновативна област на истражување и развој која опфаќа многу аспекти од нашето општество, вклучувајќи го и образованието. Низ изминативе години, а се чини и допрва, примената на вештачката интелигенција во образованието ќе има значителен растеж и потенцијал, кој многу веројатно ќе го промени начинот на кој што учиме и пренесуваме знаење. Добре дојдовте во приказна. Нема да постои нов предмет од септември, да биде како наставен предмет што сите ученици ќе мора да го изучуваат, туку ќе биде интегрирано во сите наставни предмети, затоа што вештачката интелигенција може да се користи заради унапредување на наставата по сите предмети. Веќе е подготвен, односно во завршна фаза е водич за употреба на вештачката интелигенција во образованието во соработка со Факултетот за информатика при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Самиот водич ќе ги научи учениците и наставниците како да ја применуваат вештачката интелигенција во наставата, односно ќе ги запази сите битни критериуми, што е значено кога ќе употребувате вештачката интелигенција во настава, но и сите оние ризици доколку неправилно ја применувате. Ќе има и обука, веќе се завршува и повикот на кој што наставниците ќе се пријават, и една од работите што би сакала да истакнам како многу позитивна, што значи промена на општествената свест во нашата држава, е тоа што повеќе општествени компании веќе се понудуваат на Министерството да помогнат во делот на напредување на образованието. Вештачката интелигенција треба да ги насочи учениците да добијат информации, да ги изанализираат, критички да пристапат и да проверат што од сето тоа ќе го применат во сопственото знаење. Мислам дека водичот ќе биде доста корисен за да вештачката интелигенција ни биде безбедна алатка за унапредување на образовниот процес. Очекувам во наредната година и годините кои што доаѓаат да се промени свеста на учениците дека не е само учебникот кој што може да го користат како алатка, туку има и други извори. Очекувам вештачката интелигенција, односно употребата на истата, да ги научи учениците на академска честност, затоа што вие кога ја користите вештачката интелигенција треба да знаете дека таа вештачка интелигенција користи материјали од веќе некој си автор и честно е да кажеме да сме употребувале вештачка интелигенција, да го посочиме авторот. Очекуваме наставниците да сватат дека вештачката интелигенција нема да ги замени нив, туку тие се клучниот фактор кој што ќе треба да пресудат што од она што го нуди вештачката интелигенција е применливо кај одредено дете, во одредено оделение. Меѓународните истражувања покажуваат дека вештачката интелигенција може да донесе огромни подобрувања во наставата, нудејќи решенија за многу од нашите структурни проблеми. Веќе неспорно е дека вештачката интелигенција ќе го трансформира образовниот сектор. Ова и ќе наметне промена на начинот на кој се пристапува во учењето и наставните програми. Вештачката интелигенција ќе направи наставата персонализирана, односно секој ученик ќе може да има сопствен дигитален ментор кој ќе следи неговата динамика на учење, ќе ги идентификува интересите и слабостите поврзани со одредена материја. Наставните програми со помош на оваа технологија година ќе станат повеќе динамични и адаптивни, со тоа што ќе ажурираат својата содржина во реално време, согласно најновите светски знаења како и потреби на пазарот. Учењето со вештачка интелигенција цели кон подобрување на учењето како и на одвивањето на наставата. Клучниот фактор е флексибилност. Технологијата брзо се развива, а образованието мора да биде отворено за да одговори секако на новите трендови со иновативните и практични форми на учење. Вештачката интелигенција во образованието се обидува да ја намали бариерата што во моментов се наоѓа помеѓу формалното предавање на часовите и самостојното и независно учење на учениците. Секој нов феномен, секоја нова појава која што сериозно се одразува на животот на човекот, особено на младиот човек, мислам дека возрастните во општеството и институциите и генерално општеството треба да знае да пристапи критички и педагошки. Тука има многу предизвици и многу дилеми. Се разбира дека генерално информациско-комуникацијската технологијата и особено вештачката интелигенција денес носи многу позитивни ефекти. Станува збор за многу по-индивидуализиран пристап во учењето.
станува збор за многу подобри можности на секој наставник, на секој едукатор да се продлабочи во начинот на истражување, во начинот на подготовка на реализација на своите активности, да ја продлабочи својата идеја, да најде многу ресурси кои што можат да му помогнат да го пренеси, да ја постигне целта кои што всушност представуваат резултатите на учењето. Од тука јас имам позитивен став на ова на кое што денес се случува, иако треба да се биде многу предпазливо да се пристапи, но она кое што можеби е најважно е како да умееме како систем наставникот да биде тој кој што ќе го контролира тој процес, но на како ќе ги воспитуваме и образуваме младите со оваа нова појава вештачката интелигенција. Оваа технологија може да создаде мост со тоа што ќе ги поврзе класичните предавања со интерактивни алатки за самостојно учење. Например, по завршено предавање, системот базиран на вештачка интелигенција може да генерира дополнителни вежби, квизови, како и симулации кои ќе одговараат на индивидуалниот профил и стил на учење на студентот. Анализите укажуваат дека во периодот кој следи употребата на вештачка интелигенција во образовниот систем ширум светот ќе порасне за 50%. Еден од најважните принципи во воспитанието и образованието, покрај многуте принципи на кои што всушност представуваат основни начела на воспитно-образовниот систем, е принципот на свесност. Мислам дека денес особено наставниците мора да ги воспитуваат и образуваат младите луѓе да бидат свесни преку учењето да научат зошто учат, за кого учат, од кого учат и зошто е тоа важно и како да се примени во реалноста. И мислам дека принципот на свесност како еден од многу важните принципи ќе го развие критичкото мислење кај младите луѓе за темата вештачка интелигенција, бидејќи тука има многу дилеми од многу експерти кои што го поставуваат прашањето: а што ќе се случи ако утре нема интернет? Како функционира таа? Што ќе се случи ако нема струја? Можеби сега овие анализи изгледаат многу примитивно, но само за миг да си го поставиме тоа прашање: дали е можно? Начинот на кој што така ќе ги подготвуваме младите генерации, дека целта не е вештачката интелигенција, дека тоа е можност преку кој што ние ќе ги постигнуваме нашите цели, а нашите цели се да бидеме подобри луѓе, да ги постигнеме подобрите цели во животот без разлика во која професија сме. И од тука мислам дека тие теми се многу важни како ние како наставници, како факултети, како училишта пристапуваме во начинот на комуникација. Денес има многу предизвици. Вештачката интелигенција не е свесна, но веќе постојат примери во кои што одредени луѓе развиваат интимни односи со вештачката интелигенција. И сега се отвора прашањето дали правниот систем треба да ја третира како свесен ентитет. Тие се огромни филозофски, социолошки, педагошки, сериозни теми пред кои што стои цивилизацијата, а ние како едукатори, како наставници треба да бидеме толку вешти, толку мудри, за да умееме она кое што е всушност најважното кај децата, да ја развиеме емпатијата, да ја развиеме одговорноста, но како една од многуте можности. Еден педагог вели дека денешните можности кои што ги нуди вештачката интелигенција треба да ги разбереме како еден камион кој што е полн со наставни содржини. Иако многу образовни експерти веруваат дека присуството на наставниците не може да се замени со оваа технологија, сепак таа целосно ќе го трансформира начинот на кој што се организираат и спроведуваат наставните програми. Кина е една од земјите во светски рамки која веќе започна планирана темелна реформа на образовниот систем преку интеграција на вештачка интелигенција во сите нивоа на образованието. Вештачката интелигенција ќе стане составен дел од учебниците, наставата и школскиот курикулум од основно па се до факултет. Според Кинеското Министерство за образование, целта на мерката е да поттикне иновации и да развие нови извори за економски раст. Нивните анализи покажале дека воведувањето на вештачката интелигенција би требало да помогне во развојот на основните вештини на учениците и наставниците, вклучувајќи го и независното размислување, решавањето на проблемите, комуникацијата и соработката. Кина представува наистина светски предводник
но нашата реалност е различна што се однесува до технологиите и алатките базирани на вештачка интелигенција. Македонија може да учи од овој модел, но треба да развие собствена стратегија, прилагодена на нашиот образовен систем, како и културен контекст и ресурси кои ги имаме на располагање. Тоа подразбира постепено воведување на вештачка интелигенција, почнувајќи од пилот проекти и наставни обуки за тоа на кој начин оваа технологија може да се користи за образовни цели. Кина веќе го представи и првиот национален акциски план со кој планира до 2035 година да стане нација на силно образование, при што клучна улога ќе има модерната технологија, вклучително и вештачката интелигенција. Кои се придобивките на вештачката интелигенција од аспект на образованието? Пред се персонализираното учење е еден од главните бенефити и би рекла дека со адаптивните содржини можеме да го замениме оној систем one size fits all со нормално прилагодени содржини за побрз напредок на учениците, студентите кои што се во образовен процес. Што тоа би значило адаптирање према прогресот кој што го покажува секој индивидуално секој ученик, секој студент и тоа би ги мотивирало, се разбира, повеќе учениците, но и би покажале подобри резултати. Понатаму подобрувањето на квалитетот на наставата е исклучително важно да се постигне и тука гледаме исто така бенефити, затоа што се прибираат податоци од однесувањето на учениците и студентите од различни аспекти, како од нивниот, се разбира, прогрес во наставата, така и од меѓусебното однесување, соработка, градење на тимови, еден социопсихолошки момент кој што потоа можат да се искористат во предиктивните модели со цел да се добијат резултати кои што ќе помогнат во развој на подобри содржини во образовниот процес и се разбира подобри програми, со што и воедно не би ги лимитирале студентите на она што, или учениците, се разбира, на она што е една фиксна програма. Значи, можеме да ги адаптираме програмите кон она што го покажуваа студентите. И нашето однесување како институции да биде прилагодено, бидејќи на крајот на денот тие се центарот на случувањата или околу студентите и учениците треба да се движат програмите и најдобро би било со овие системи да искористиме предноста која што ни овозможуваат да врз база на историските податоци кои ги прибираме, а секако ги прибираме, нели, во рамки на образовниот процес, направиме предиктивни резултати кои што ќе ни укажуваат на хипотетички сценарија како би можеле да го подобриме квалитетот на наставата. И нешто што исто така е многу важно е инклузивноста. Знаете дека ние имаме и национална стратегија во тој поглед, меѓутоа особено е важно во образовниот процес да ги користиме, да ја користиме и технологијата или вештачката интелигенција, како на пример алатки од големите вендори како Microsoft Seeing AI, кои што можат да помогнат на студентите и учениците кои имаат проблеми со видот, да добиеме, нели, наместо визуелно аудио искуство и обратно, студенти и ученици кои што имаат проблеми со слухот да добијат текстуално искуство, односно говор, контекст моделите да се искористат во насока на реално време добиени резултати и информации за оние студенти кои што имаат, се разбира, проблеми или ајде би рекла, едно различно искуство во образовниот процес и да имаат и тие подеднаков развој како и останатите ученици и студенти. Убаво ги потенциравте добрите страни кои што вештачката интелигенција ќе ги донесе од аспект особено на учениците, што значи дека вештачката интелигенција може да го следи нивниот раст и да ги открива потенцијалите кои што може да се развиваат. Дефинитивно. Како потенцијалите, така и негативните страни или предизвиците. И затоа реков, мораме да го замениме оној пристап на one size fits all, односно да пристапиме на индивидуална
проценка на потенцијалите кои што секој еден од студентите ги носи во себе. Пример би дала, двајца студенти имаат различни развојни особини во различни дисциплини. Некој има повеќе афинитети кон математика, друг студент има кон македонски. Овие системи можат многу повеќе информации да приберат за тоа од различни точки, од различни аспекти да ги го анализираат развојот на еден студент и афинитетите кон различни предмети и кон резултатите кои што ќе ги добијат, да ја прилагодат содржината со што ќе ги мотивираат учениците точно кон тие афинитети. Ние го имаме човекот, ги имаме наставниците, се разбира, меѓутоа овде велам ќе имаме и помошник кој што ќе собере многу повеќе податоци отколку што тоа може човекот да го направи и ќе му помогне на наставникот во проценката. Тоа е и крајната цел. И побрзо ќе ги надминуваат предизвиците, а оние кои што покажуваат поголеми резултати во дадени дисциплини па ќе бидат и дополнително мотивирани со бонус предизвици, се разбира, за поголем прогрес. Од агол на учениците придобивката колку што забележуваме на вистина повеќе од очигледна. Сакам да го фатиме и аголот на наставниците. Ми се чини дека кај нив постои страф, отпор, дека ќе бидат заменети, дека вештачката интелигенција не прави добро, дека ќе го закочи нивниот развој, ќе ги изфрли. Дали е тој страф оправдан? Па знаете, тој отпор произлегува од стравот. Дефинитивно најголема причина за отпорот е стравот, дека ќе ги замени технологијата, но јас ќе речам неоправдан е и ќе се обидам да најдам алиби за мојов став, бидејќи најлесно да се ослободиме од стравот дека ќе бидеме заменити е да го запознаеме алатката во случајот вештачката интелигенција или технологијата и со помош на таа демистификација да ги разбереме бенефитите кои нам како луѓе ќе ни служат во наш личен прогрес, се разбира, и професионален развој. Така што прво би рекла дека треба да потенцираме основи на вештачка интелигенција или демистификација на вештачката интелигенција во своите фундаменти. Секој еден наставник да разбере дека може да се послужи со алатки кои што се достапни во секој момент, од персонален компјутер, од мобилен телефон, но воедно, веројатно и веќе сте ја слушнале, она изрека многу пати е кажана, нема да не замени вештачката интелигенција, ќе не замени некој што работи со вештачка интелигенција. Тоа не е празна флоскула, суштина е, навистина тоа се случува, присутна е, тука е вештачката интелигенција, ќе ни остане, не е тренд, не е нешто што ќе замине, не е експеримент кој ќе биде неуспешен. Затоа мора да сме свесни дека мора да вложиме напори во прилагодување, како и во секоја револуција. Впрочем, ова е една од револуциите која забележувате дека многу брзо ја развива технологијата, но и затоа сметам дека треба техничките вештини да ги градат поединците, вклучително и наставниците, едукаторите, професорите, во насока на развој на своите технички вештини. Меѓутоа, исто ќе се искористам со една многу интересна изрека, вели a fool with a tool is a fool. Again, a fool. Затоа што не е само да го имаме алатот во рака. Разберете вештачката интелигенција како алатка која ни користи. И не е поентата да имаме само алатката ако ние го немаме знаењето, ако ја немаме доменската експертиза, ако ја немаме емпатијата во случајов на образованието. Може една машина да помогне во прегледување на тестови, во развој на содржина, во развој на предиктивни резултати и хипотетички сценарија. Меѓутоа, каде е емпатијата, која што е главниот момент во училиштата, на факултетите, бидејќи ќе речем образованието не е само бројки, тука го имаме и социопсихолошкиот фактор кој што наставниците и како ја држат, да речеме, таа гранка и треба да бидат во главна улога во образовниот процес, меѓутоа потпомогнати со вештачката интелигенција. Така што не треба страф, треба само прифаќање на предизвикот.
Би сакала сега да го споменеме користењето на ChatGPT. Тоа е нешто што најчесто го коментираат и возрастните како родители кои што се плашат за своите деца, ама и наставниците. Како да ги научиме дека ChatGPT треба да се користи, ама треба да се користи правилно, односно да знаеме кога е манипулативно, кога е непотребно, затоа што често пати дебатите се водат во таа насока дека децата веќе сега не читаат книги, фокусирани се дека ChatGPT ќе им ги реши домашните. Како тука да ја донесеме ситуацијата на правилното место? Одлично прашање. Јас ќе го дефинирам тоа во две насоки. Паметно користење на ChatGPT е кога го користиме за истражување, разбирање, за инспирација при пишување на домашните, а пак злоупотреба е кога го користиме не разбирајќи, препишувајќи ги податоците кои што ни ги дава ChatGPT. И тоа е јасно. Веројатно голема улога ќе игра регулацијата. Веќе знаеме дека во одредени институции како и пред ChatGPT нели беа забранети сигнали на мобилни телефони. Ќе најдеме начини како ние да го забраниме користењето онаму каде што тоа не треба да биде дозволено, меѓутоа прашањето се поставува што со навиките, нели доколку некој студент или ученик научи дека ChatGPT е секогаш тука да му помогне, што правиме во тој случај? Дури истражувањето на последното истражување на MIT малку загрижува, меѓутоа не е дефинитивна одлука за тоа дека ние треба да престанеме да ги користиме овие алатки на генеративна вештачка интелигенција. Заклучокот беше дека постои когнитивен долг кај дел од корисниците на ChatGPT кои што цело време се ослонуваат на пишување на есеи, да речеме, на содржина од ChatGPT, не размислуваат со своја глава и тоа ни говори дека ние треба да ги научиме децата и студентите за тоа како треба да го користат, како да го направиме тоа најдобро. Јас би реков пред се дека е важно да се разбере начинот на користење на ChatGPT, да се разбере критичкото размислување и етичката употреба на истата апликација, меѓутоа и практичните примери. Да биде дозволено во училиштата и да се покаже на кој начин треба да се користи. Дека треба да се користи за истражување, дека треба да се користи за иновативност, дека треба да се користи за нови идеи, а впрочем и најголем рол модел да бидат наставниците. Тие со својата практичност, со транспарентност, критичко размислување да укажат на децата, бидејќи и примарната и секундарна социализација е она што нив ги гради во како едни двигатели во општеството, се разбира, така што од дома пред се родителите се тие што истото треба да го прават, меѓутоа и во училиштата наставниците да бидат пример за тоа како се користи, а не да биде тоа табу тема, па ние да ги откриваме како злоупотреби користењата на ChatGPT. Дефинитивно транспарентноста за тоа како се користи ќе не одведе во правилна насока. Би сакала да ги споменам Естонија и Кина како земји кои што веќе го инволвираат во својот образовен систем вештачката интелигенција, односно учењето на вештачката интелигенција во училиштата, со конкретни чекори и стратегија. Кина има стратегија до 2030-та, Естонија веќе почна да го практикува. Постојат одредени земји кои што па од друга страна започна со практика на ограничување на користење на мобилните телефони со цел да на некој начин ги научат децата на одговорно користење на алатките. Какви се нашите искуства? Што треба ние да направиме како првично со цел да направиме образовни промени? Веројатно повеќе општествени фактори тука треба да се вклучат во градење на една национална стратегија, колку што знам таа е во план ние ја немаме се уште, меѓутоа е во план да се гради и тука треба да бидат вклучени се разбира фактори кои што се од институциите од образовниот сектор, меѓутоа и луѓе од фелата кои што ќе придонесат за тоа да во суштина разбереме на кој начин треба да ја спроведеме кај најмалите категории. Еве да речеме дека тоа е основното образование. Јас не сум за забрана, јас сум за етичко користење, за разбирање и мислам дека единствено на тој начин ќе
постигнеме резултат, бидејќи и оние кои што ограничуваат ќе веројатно сега не знаејќи како да ја постават структурата и додека се постават како општество према нешто што е ново, непознато, ќе ја направам паралелата и со компаниите. Тоа е и така не само на државно ниво, туку и компаниите додека не се подготвени да ја воспостават таа организација или организациона структура на користење на вештачката интелигенција, пред се мора да биде безбедноста на податоците, да биде етичката употреба и додека луѓето не се научат како да ја користат, може да биде привремено решение, но не сум за целосно забранување, туку за регулација во определени делови. Знаете дека тоа е нешто што во моментов ни недостига на светско ниво, бидејќи на ниво на Европа ни постои AI Act како единствен документ по кој може комплајанси да прават останатите држави и оние политики кои што ги имаат големите вендори кои што креираат вакви решенија, така што веројатно е се уште, ајде да речем, на таа страна е млада категорија која што допрва ќе биде регулирана и ќе треба да се веројатно делува на повеќе страни со цел да имаме успешно имплементирање на вештачката интелигенција. Јас би започнала од се разбира обука на наставниците во делот на користење на вештачката интелигенција, а потоа бидејќи децата, знаете, тоа се генерации кои што денеска растат со овие технологии и ние можеме да ги забраниме во училиштата, но нема да бидат забранети дома. Јас сметам дури дека има од вештачката интелигенција многу полоши моменти во нашето општество кои што ги изместуваат вредностите. Така што не сметам дека ова ни е главниот непријател за да треба да ги забрануваме. Се појасно е дека сите допрва ќе имаме повеќе асистенти кои што ќе работат во наша корист и тоа е неспорно она што треба да го размислуваме и проактивно да делуваме е дека треба да го прифатиме и да се едуцираме како тоа да го искористиме во општа добробит, особено од аспект на децата. Па во таа насока би сакала да прашам каква е иднината за нашите деца, особено поради фактот што имаше еден период кога многу дечиња сакаа да станат програмери. Сега веќе вештачката интелигенција ги заменува нивните вештини. Јас секогаш велам дека креативноста, истражувачкиот дух, критичката мисла секако во ова општество мора да биде присутна. Вештините за соработка, флексибилност е она што треба да го негуваме. Она што во моментов можеме да го видиме е дека со демократизирањето на вештачката интелигенција овие технички вештини многу лесно и брзо може да се научат. Јас сметам дека децата треба да ги учиме на овие вештини и разбирање од технички аспект, меѓутоа и паралелно учењето на меките вештини мора да бидат дел од нивниот развој, да знаат секогаш што сакаат од себе и да знаат дека можностите се неограничени. Развој на иновативен концепт на персонализирано учење во високото образование и негова примена во областа на мерната техника. Ова е предвидено во проектот Персонализирано учење во мерната техника поддржано со машинско учење, проект на Факултетот за електротехника и информациски технологии при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, кој е предвидено да трае 2 години. А овие иновативни концепти се потполно согласени со новите принципи на едукација 5.0, каде што во фокусот е ставен пред се студентот, односно неговите индивидуални карактеристики како централна точка во едукативниот процес. Па целта е во овој проект да се направи персонализирано учење, односно да се направат нови иновативни методи, каде што за секој студент ќе има одделено посебни материјали, задачи, нумерички, кои што ќе бидат прилагодени според нивото на знаење на студентот и неговиот стил, темпо на учење. Развивање на интерактивни мултимедијални материјали и дизајн на софтверски платформи насочени кон персонализирано учење се очекуваните резултати од овој проект.
Се базира на тие алгоритми на машинско учење кои што прилагодени со дигиталната образовна платформа овозможуваат персонализирано учење и прилагодување на нивото и стилот на учење спрема индивидуалниот студент. Имплементацијата на овој концепт вклучува примена на машинско учење и вештачка интелигенција. Студентот ќе има можност да го дефинира своето темпо на учење, да си дефинира стил и да ги избира они материјали, оние теми кои што му се поинтересни на конкретно. Проектот се реализира веќе една година. Па на почетокот проектот, самата имплементација на проектот започна со спроведување на една поопсежна анкета. Анкетата беше спроведена во трите универзитети кои што се дел од овој проектен конзорциум и беше спроведена врз студентите и врз професорите, во кои што анкетата требаше да покаже како студентите, односно професорите, реагираат во восприемањето на овие нови технологии кои што треба да се имплементираат. И морам да кажам дека добивме прилично добри, меѓутоа и очекувани резултати, бидејќи станува збор сепак за технички универзитети во кои што восприемањето на дигиталните алатки е нешто кое што ние вообичаено го практикуваме. Резултатите беа прилично добри и потоа проектот продолжи со имплементирање на самите иновативни техники за учење и развојот на материјалите за самите од областа на мерната техника се разбира. И тука дојдоа и првите предизвици. Требаше да направиме еден заеднички курс кој што ќе биде понуден на трите универзитети, а станува збор сепак за универзитети кои што се различни во својата природа, така да предизвиците беа да направиме една заедничка содржина за која што потоа ќе развиеме современи наставни материјали на кои што ќе ги примениме овие современи техники за учење. Овој модел е само уште еден пример и за другите факултети и образовни институции во земјава. И по правилата на Erasmus Plus проектите, сето она кое што ќе биде развиено во еден проект треба да биде отворено за користење ширум светот, па се разбира и на останатите универзитети и факултети. Не е ограничено тоа што нашиот проект се ориентира повеќе на имплементирање, односно на создавање на материјали од областа на мерната техника, бидејќи самите иновативни методи за учење можат да се пренесат и на други науки, на други области. Например, учењето преку игра, персонализираното учење, учењето со употреба на компјутерски, да речеме, алатки или пак колаборативното учење се техники кои што и текако може и треба да се применат и на останатите наставни дисциплини. Отворете ги прозорците е Здружение за асистивна технологија, која е фокусирана во промоција на оваа технологија и дигиталната инклузија при образованието кај децата кои што имаат потешкоти во учењето. Целта на асистивната технологија и дигиталното образование е да се овозможат еднакви можности за образование на сите ученици, вклучително и децата и учениците кои што имаат некаков тип на попреченост, преку креирање на технолошки решенија, со чија што помош се влијае на развојот на одредени компетенции кај сите ученици, се поттикнува активното учење и вклучување во наставата и се развиваат дигитални компетенции кои што се потребни во понатамошниот живот, работно ангажирање и вклучување на сите ученици во иднина во отворениот пазар на трудот. Асистивната технологија може да ја зголеми самоувереноста на детето, како и неговото чувство за независност. Децата што одат на училиште честопати се премногу зависни од родителите, браќата или сестрите, пријателите и наставниците за помош со нивните задачи. Асистивната технологија е алатка која ги брише сите бариери и препреки кои постојат во делот на попреченоста. Придобивките се огромни. Пред се асистивната технологија во нашиот центар ја користиме како рехабилитациона алатка, со чија што помош работиме на развој, компензација и ублажување на одредени потешкоти и препреки кои што постојат кај едно дете. За да биде појасно за самите гледачи, јас би го на некој начин ова што го кажав илустрирала со помош на еден пример. Ако имаме едно дете кое што има потешкоти во делот на моториката и е дете кое што не може да се описмени на стандарден начин, затоа што потешкотиите во моториката не дозволуваат користење на моливче и тетратка, асистивната технологија е она која што ги брише овие разлики.
би сакала да споменам еден практичен пример од нашиот центар кој што постојано го применуваме со нашите деца, односно станува збор за една апликација Seabird која што всушност представува едно асистивно решение за алтернативната и агментативната комуникација. Ова апликација всушност обезбедува комуникација на лицата, независно дали станува збор за помали деца или пак можеби за поголеми деца, возрастни и слично. Обезбедувањето на оваа технологија како алатка во образованието за секој што има потреба од неа е од клучно значење. Тоа вклучува навремена, рана проценка, детектирање на овие потреби, обезбедување на асистивната технологија преку фондови кои што би требало да бидат системски обезбедени, се со цел да се започне со нејзино користење од рана предучилишна возраст, каде што на почетокот би се користела како рехабилитациона алатка, а понатаму како алатка која што возможува активно учење, активно вклучување и во иднина секако активно вработување. Друг значаен фактор кога станува збор за дигиталното учење е креирање на дигитални пристапни содржини, кои што ќе бидат креирани според концептот на универзален дизајн и кои што ќе ги содржат стандардите за пристапност, затоа што само на тој начин ќе се овозможат еднакви можности за учење на секое дете и на секој младинте. Персонализираното учење представува можеби најреволуционерниот аспект на вештачката интелигенција во образованието. Подемот на вештачката интелигенција во образованието предизвикува измешани реакции. Некои луѓе со надеж го забележуваат потенцијалот на вештачката интелигенција, верувајќи дека ќе донесе нови можности во училницата. Други пак се загрижени за неговото влијание врз образованието кое може да стане некреативно, може да влијае негативно врз социјалните аспекти. Јас имав впечаток дека таа тема се подига во нашето општество и дека веројатно се развиваат образовни политики и мислам дека тоа е една од најважните теми, заради тоа што многу истражувања ги анализираат причините и последиците за успехот или за неуспехот во учењето кај учениците. Направени се огромни истражувања од огромни компании, од огромни истражувачки центри кои што на крај утврдуваат дека ниту еден медиумски фактор, ако не е поврзан со човекот, тој не може да даде резултат. Анализите за најдобрите ученици на PISA истражувањето и анализите од предметите по биологија, хемија и физика покажуваат дека оние ученици кои што имаат директна врска со наставникот во начинот на поучување, тие постигнуваат најдобри резултати. И сега умешноста е со кои методи ние денес, имајќи ги сите овие ресурси околу нас, ќе умееме да ги развиваме најдобрите потенцијали кај секој ученик, бидејќи невозможно е да се создаде таков метод со кој што ќе даде одговор на секој ученик и на секоја училница во исто време. Образовните институции мора да воспостават строги стандарди за заштита на лични податоци, како што се криптографија, анонимизирање на податоците, транспарентни политики за користење и така натаму. Не смее да се собираат повеќе податоци од неопходното, секогаш мора да постои согласност од страна на учениците, тоест родителите, за тоа на кој начин и за какви цели ќе бидат искористени податоците. Неспорен е фактот дека вештачката интелигенција нуди помагала за учење за ученици со попреченост или кои имаат јазични бариери, што позитивно ќе се одрази на инклузивноста во образовните практики. Новите технологии вклучуваат превод на текст во говор и говор во текст. На овој начин ги уриваат бариерите во образованието, правејќи го еднакво и создавајќи простор и можности учениците со попреченост брзо да се интегрираат заедно со своите соученици. Вештачката интелигенција може да обезбеди автоматски превод, адаптација на наставни материјали за ученици со попреченост, например таа може да конвертира текст во говор и обратно, може да генерира описни слики за ученици со оштетен вид, може да создава персонализирани задачи за студенти со дислексија и така натаму. Во Македонија тоа би можело да се примени преку национални дигитални платформи кои ќе обезбедуваат бесплатни
адаптивни ресурси за сите ученици, каде наставниците ќе креираат наставни содржини кои ќе бидат пристапни за сите ученици подеднакво. Користењето на вештачката интелигенција во образованието бара едукација на учениците и студентите, а паралелно и на целиот наставен кадар за тоа да се користи одговорно. Опасностите и предизвиците кои што постојат денес во светот за она што може да се случува со еден млад човек, неискусен млад човек, се огромни. Ресурсите на образовните институции треба да бидат во фокус. Мислам дека треба да се бавиме со огромни истражувачки можности, со опрема со која што учениците ќе се соочуваат за да можат да ги допрат, да го допрат светот во кој што всушност тие живеат денес и ќе живеат во иднината. Бидејќи се јавуваат огромни јазови денес помеѓу различни генерации на различни точки во светот. Тоа е многу поврзано со социоекономскиот статус во општеството. Ние за овие теми денес можеме многу малку да зборуваме затоа што еден поголем дел од нашите институции, со исклучок веројатно на стручните институции кои што се бават со тие теми, всушност немаат ресурси за тоа. Да речеме, кои се ресурсите на мојот факултет, како факултет за наставници, за учители? Дали имаме ние центар за вештачка интелигенција, како таа е поврзана за темите од воспитание и образование? Значи, ние се соочуваме со предизвици дали ќе имаме професор по информатика, замисли да треба да имаме не таков центар со кој што овие теми ќе ги допира младите луѓе секојдневно. Развивањето на компетенциите на наставниот кадар се исклучително важни. Наставниците се клучниот фактор во образовниот процес, па и овде, нели, во овој дел при интеграција на успешна интеграција на вештачката интелигенција во наставата. Без подготвеност, без нивна сигурност и добра подготвеност при користењето на овие алатки, сите реформи би се довеле во известен ризик. Затоа, во план е да се развијат и понудат обуки за наставниците, кои што ќе ги подготват за разбирање на основните концепти поврзани со вештачката интелигенција, препознавање на потенцијалните и етичките димензии на вештачката интелигенција воопшто во образовниот процес, интеграција на алатки. Тие алатки како подршка во наставата, например алатки за анализа, алатки за оценување, за диференцирано учење и слично, и секако поттикнување на критичкото размислување кај учениците во однос на употребата на вештачката интелигенција. Обуката на наставниците не е само техничка, таа е педагошка пред се, зашто вештачката интелигенција треба да се интегрира соодветно во наставната практика, без да се заменува улогата на наставникот. Потребен е еден избалансиран, етички и одговорен пристап. Многу е важен спојот на науката и информатиката. Угледа на почетокот, уште од своето основање 2007 година направи еден голем исчекор во делот на дигитализација на високообразовна институција и дори таа беше препознаена од страна на Microsoft како модел на пошироки балкански па и европски простори, бидејќи Microsoft стана стратешки партнер. И еден подолг временски период, во првите 7-8 години, Угада имаше сериозен софтвер и хардвер за дигитализација, но тоа бара големи средства за одржливост. Она што денес се случува, мислам дека таа институција не може сама во решавањето на овие предизвици. Тука, иако може да биде многу проактивна во делот на создавање на такви центри, мултидисциплинарни лаборатории во кои што вештачката интелигенција ќе се анализира, истражува, ќе работат студенти од повеќе сектори. Знаете, јас доаѓам од факултет за учители. Невозможно е од дигитализација на тие факултети со факултетите за информатика да немат силна врска со факултетите за природни и технички науки. Трендовите кои се наметнуваат ќе мора да се следат внимателно со соодветни реакции. Нашата одговорност како високообразовна установа и одговорноста на сите факултети треба да биде во насока да создадеме кадар кој моментално се бара на пазарот на труд. Овој период, тој кадар е нели во делот на вештачка интелигенција најмногу. И тоа што веќе почнуваат и светските медиуми да го пишуваат, да го кажуваат, меѓутоа и кај нас дека не очекуваат криза во наредните 10 години за вработување на стотоку дипломирани студенти нели без искуства,
и ние очекуваме да биде тешко за овие луѓе да се работат, меѓутоа ние како факултети можеме да направиме одредени работи со цел да можеме да ги подготвиме студентите, односно што туку дипломираните за вработување. Прва работа што треба да ја направиме како факултети е да бидеме сигурни дека ќе ја прилагодиме програмата на барањето на индустријата. Постои таа делта, таа разлика помеѓу што се бара во компаниите и што произведуваат факултетите, меѓутоа таа делта веќе треба да се намали бидејќи крајно време е да се направи тоа. Втора работа е да создадеме кадри со работно искуство. Сега дали она е загадка која во последниве десетина години пробуваме да ја одгатнеме, меѓутоа е прилично едноставна за решавање. Тоа што треба да им го возможиме на луѓето на факултет, работа на реални проекти, постојана пракса, задолжителна пракса во компании, со цел да може они да завршат не само со диплома, него да завршат, да бидат дипломирани со работно искуство и тоа портфолио од проекти кои го работеле за време на студирањето е тоа што ќе им помогне понатаму за вработување. И секако не смееме да заборавиме вештачката интелигенција. Министерството за образование најави дека воведувањето на вештачката интелигенција во основното образование е првиот и најкритичен чекор. Тоа што ние го договоривме со Министерството и со неколку други институции е да обучиме од сите средни училишта, од сите 109 мислам дека беа средни училишта, по неколку професори да ги обучиме за вештачка интелигенција. Тоа е проект кој би траял во наредните минимум 12 месеци, можеби и повеќе, и освен обуката што ќе добијат од нас овие наставници, ќе добијат и луѓе, наши вработени кои ќе им помагаат на овие наставници во делот на имплементација. На тој начин, да сам нема ние да ја правиме таа трансформација, туку самите наставници во своите училишта ќе ја прават таа трансформација, ќе ги наречеме овие наставници AI амбасадори. Технологијата денес може да биде достапна до сите. Имаме среќа дека овој иновацијски циклус, за разлика од претходните, дека нас не ни требаше поддршка од платформа, од инфраструктура за да можеме да ја направиме оваа технологија достапна на сите останати. Ако се сеќавате, кога излезе таа најмокната алатка до сега, најголемиот скок ChatGPT, кога излезе пред неколку години, една недела од кога беше достапен во Америка, стана достапен и кај нас, така да многу малце доцниме. За среќа, со оваа технологија е потребна за да можат луѓето да почнат да работат само интернет. И моето размислување е дека горе-доле во држава имаме добра покриеност со интернет. Сега, за да ова мокна нова технологија да не направи уште поголем проблем, уште поголема разлика помеѓу привилегираните и помалку привилегираните, треба да најдеме начин како во овој случај со проектот со Министерството, како да го направиме одеднаш подеднакво достапна за сите, буквално сите средни училишта, независно дали од некој поголем град, дали од главниот град, дали од некој помалите. Според МОН, децата прво треба да стекнат основно разбирање што е вештачка интелигенција, како функционира, каде се среќава во секојдневието и дека треба да се фокусираат на нејзиниот етички пристап. Принципот на свесност значи дека ученикот го следи родителот и го следи наставникот, го следи возрастниот како модел. Детето во првите години од животот, па дури подоцна учи по модели. Ако ние умееме да го воспоставиме моделот, зашто ни служи вештачката интелигенција, колку таа е можност на нас да ни ги подобри можностите и предизвиците во текот на денот, во текот на животот, мислам дека децата ќе развијат таков критички однос, ќе развијат таква одговорност зашто се служи, зашто е добро да се служи, зашто не е добро да се служи вештачката интелигенција. Учениците што едноставно ги копираат одговорите од ChatGPT во своите задачи без длабоко да размислуваат, си прават лоша услуга. Особено затоа што вештачката интелигенција всушност може да им помогне на децата да станат подобри ученици. Користење на вештачка на ChatGPT не е AI вештина, значи треба да отидеме малце подалеку од тоа. Втора работа треба да се осигураме дека ќе ги учиме критичко размислување, бидејќи тоа е тоа што моментално ги издвојува луѓето од роботите, од вештачката интелигенција. Мора да ги учиме на safety, мора да ги учиме на етика, мора да ги учиме на дигитална писменост, затоа што овие алатки се толку мокни, па ако не биде
изучувањето на вештачка интелигенција, односно во дизајнот на изучувањето на вештачка интелигенција, вметната safety може да имаме потешкоти и понатаму. Друга работа иновации и предприемништво, затоа што ова сега што ќе го кажам ќе биде многу чудно, меѓутоа ќе се потсетиме за 5 години, за 5 години од сега би требало да биде полесно, односно помалку ризично да тргнеме со предприемништво отколку да чекаме да се вработиме во некоја компанија. Моето очекување ќе биде дека такви времиња не очекуваат и последна работа е нешто што би ја нарекле применета вештачка интелигенција, односно она што ќе одбереме да го работиме како кариера или да го студираме понатаму по прелазот од средно во образование на факултет. Примената вештачка интелигенција значи ако одбереме да работиме маркетинг, AI во маркетинг, AI во дизајн, AI во архитектура и така натаму. Односно ние треба како образовни институции, независно дали сме средно или факултет, да произведеме така наречени AI native професионалци. Она што сите треба да го разбереме е дека наместо да се третира вештачката интелигенција со недоверба, децата треба да научат како правилно да ја користат. Затоа неопходно е да се воспостави диалог со младите луѓе. Да се создаваат генерации кои што ќе знаат да работат тимски, да се создаваат генерации со отворен ум, да се создаваат емпатични генерации, да се создаваат генерации со висока социоемоционална интелигенција, со критичко мислење. Ако ги тие елементи ние развиеме кај учениците и ако го подобриме наставникот да знае тоа да го развива кај учениците, ние ќе создадеме подобар систем, ќе создадеме подобро општество, ќе срушиме многу стереотипи, ќе срушиме многу бариери, бидејќи не треба да забораваме дека ние се уште живееме во култура која што понекогаш сериозно се одразува на правата и слободите на индивидуата и затоа тој момент на пресвртница мора да дојде од еден поинако воспитно образовен систем кој што всушност е комуникација на наставникот на училиштето во текот на денот со младите луѓе. Тука општеството го прави диалогот со младите луѓе. И ние во овие 30 години го имаме изгубено диалогот со младите луѓе. Го имаме изгубено заради тоа што сметаме дека младите луѓе ние сме во некаква супериорна, тие во некаква инфериорна позиција и дека нив не треба да ги прашуваме за ништо. Всушност тие не се креатори или се премалку прашани за тоа како сака да изгледа нивната држава, како сака да изгледа нивниот град, како сака да изгледа нивното училиште. Естонија презема револуционерен чекор во образованието со уведување на вештачката интелигенција во учениците. Време е за артикулација. Во соработка со американската компанија OpenAI, Естонија започнува пилот проект за имплементирање на ChatGPT Edu во средните училишта, со цел подобрување на наставниот процес и поттикнување на критичкото размислување кај учениците. Како една од најнапредните земји во светот во дигитализацијата, Естонија ја зацврстува својата репутација како технолошки пионер. ChatGPT Edu, специјализирана верзија на вештачката интелигенција, ќе биде достапна за наставниците и учениците од септември. Овој потек има за цел да ја зголеми ефикасноста на наставата, да го намали административниот товар врз наставниците и да го подобри учењето преку персонализирани пристапи. Тоа беше се што ви подготвивме во оваа приказна. Довидување до следната.